без Питпол младиот и без цела таа структура, ова би останале фантазии слични на утопиите на Томас Мор од пред неколку века. Ова би биле фантазии слични на социјалните и научните фантазии од нашето доба. Одисеја 2001, Звездени патеки, Војна на звездите. Никогаш не реализирани сништа на гениални мечтатели. Кој можел идеите на Лок, Хјум, Смит да ги реализира? Само такви луѓе како Питпол младиот, подосна како Гледстон, како Дизраели. Зошто? Затоа што овие луѓе се регрутирани не во некоја апстрактна елита, туку во конкретна структура, од премиер до парламентарен вип. Без тоа парламентарно мнозинство, без тие кампањи, без цел тој трновит пат до мнозинството, до довербата, до кабинетот, никогаш не би успеале да реализираат ниту една точка од програмата на Лок. Ниту една точка каква Британска Индија, какви борби во Јужна Африка, каква трансконтинентална империја. Ништо ова не би било остварено. Никаков Велингтон, никаков Нелсон, никаква битка кај Нил или на Трафалгар. Ништо ова не би постоело да не постоеле овие стабилни луѓе, овие визионери во пракса кои што идеалот успеале конкретно да го реализираат и кои што успеале визијата и идеалот да го оковаат, да го сковаат како меч кој што делувал во сите овие битки и ја донел славата на државата, славата на народот за наредните векови.